Тивки и поспани се под беласичките колешино Мокрино и Мокриево. Чини животот застанал во овие села по најголемите жештини. Освен поединци што имаат неодложна работа до градот, во селата не минува речиси никој. Направивме обиколка еден топол јунски ден, кога последните трактори со бостан се упатуваа кон откупните центри. Застанавме во Мокрино пред една од продавничките, каде покрај дебелите сенки од липите струеше пријатен воздух. Таму сретнавме и неколкумина соговорници кои со полна уста разговараа за своите во Италија, Швајцарија, Германија. Сите се ја бават својата екзистенција, не да овдека може да се живи некој начин. Што најтрагично да кажеме, таму работат, а тука финансират исто. Ево, гледате нашето село, со многу мал народ што сме тука, па да ви кажам сега за сега има можеби 10 фирми што работат во селото. Многу се финансира. Тие пари што ги таму заработуват луѓето и ги финансираат во селото. И така нашето село, мислам, уште е зачувен ликот на селото добро за заслуга на нив и благодарение на нашата диаспора. Мештаните велат дека печалварството е судбина на жителите од овие села. Долги децении расте трендот на иселување. Поради тоа во селото секоја година има се помалку првачења и помалку ученици, а во куќите остануваат возрастните или некој пензиониран печалбар кој се вратил во мир да ги ужива пензионерските денови. Хаќе 20 август, дојде сите, и од Германија, од Швајцарија, сите тоа. Живнува ли селото Косово? Добро е, повечко капитал има. Важат пари тука. Од почетокот на јули па до крајот на август, овие села не личат на себе. Врвулица е насекаде, весел детски джагор, размоабетени соседи, бучни модерни автомобили. Под Беласичка струмица е во трепет до враќање на своите, кога ќе се наполнат и стоплат големите куќи и импозантните зданија, во кои цела година не живее никој.